Игрите на судбината понекогаш знаат да бидат немилосрдни. Токму овие игри ги погодија семејството Лазаревски. Несреќа по несреќа, семејството не може да крене глава. Како нова глава на семејството се најде дедото, Борче Лазаревски, кој не можеше да ги додржи сулзите кога ја раскажуваше неговата приказна. Откако го загубија својот зет по компликации при операција, нивната ќерка набрзо го загуби својот живот по мозочен удар. Татко на две ќерки, од кои едната сега за жал покојна. Што почина? Од ненадеж. Немаше ни болест, ни ништо. Си легна и толку беше савалјата. Како што кажа, мозочен удар. Докторите што ќе кажат, тоа е. Не можеме да знаеме точно што е, ама најверојатно дека тоа беше. Пошто немаше никаква болест или нешто слично за да можеме да го поврземе со смртта. Иначе пред 2,5 години пред да почине ќерката, ни почина и зетот. Семејството, односно бабата и дедото, останаа последна надеж на двете малечки внучиња, кои нема кој да ги згрижи. Ните баба и дедо се оставени да работат за да возможат безгрижно детство. Ни оставија две внучиња. Се снаоѓаме како знаеме и уме. Помладите и помалите имаат, условно кажано, поголеми захтеви, да речеме, за деца како деца. Сакам ова, сакам оно, мислам, тоа секогаш било, не е нешто ново, мислам, кај нас сега. Меѓутоа, се снаоѓаме. Фала им многу на повеќе, да речем, еве посебно да го издвојам, Тинекс ни помогна од кога почина ќерката. Семејството е под голем ризик да стане социјален случај, бидејќи бабата и дедото Лазаревски не можат секогаш да врзуваат крај со крај. Еден телевизија и Тинекс повторно се впуштија во хуманитарна акција за оние на кои им е најнеопходна. Тие добија вредносни ваучери, но сепак останатото е во хуманоста на граѓаните.